Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Министерството за енергетика го објави огласот за субвенционирање на сметките за струја за ранливите категории. Прилеп се подготвува за одбележување на кобниот 8 август, кога на Карпалак 2001 животите ги положија десетмина наши сограѓани. Подсетување, до 6 август обиколницата Прилеп затворена за сообраќај. Од полноќ нови цени на горивата. Времето денеска променливо облачно со услови за нестабилност. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини го објави јавниот оглас за финансиска поддршка за потрошена електрична енергија за ранливи потрошувачи во 2025 година. Огласот е објавен согласно програмата за заштита на ранливи потрошувачи на енергија за 2025, со која Министерството обезбеди вкупно 42,3 милиони денари финансиска поддршка. Право на поддршка имаат домаќинства со едно или повеќе лица со тешка или длабока интелектуална попреченост, со најтешка телесна попреченост, потполно слепо лице и глуво лице, корисници на посебен надоместок заради попреченост со навршени 26 години возраст, а без оглед на старосната возраст. Рокот за аплицирање по јавниот оглас изнесува 30 дена од денот на објавување на јавниот оглас. Барањето за искористување на финансиска поддршка заедно со потребната документација по пошта или лично ќе треба да се достават во затворен плик до Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини на адреса со пополнет образец кој е достапен во архивата на Министерството или на интернет страната www.energy.gov.mk, каде се наведени и сите останати документи кои се задолжителни. Сдруженијето Карпалак и Општина Прилеп привршуваат со подготовките за одбележувањето во чест на делото на 10 загинати прилепски бранители кои загинаа во воениот конфликт 2001 година.
Чествувањата по повод 24 години од погибијата на Карпалак започнуваат на 7 август, в четврток, кога делегации и граѓани ќе положат свежо цвеќе пред спомениците на паднатите прилепски бранители во кругот на касарната Мирче Ацев, а потоа и во селото Лениште пред спомен плочата на загинатите бранители. В петок на 8 август, на денот на погибијата на 10 прилепски бранители, рано изутрината представници од Сдружение на општина Прилеп ќе положат свежо цвеќе на Карпалак Тетово, на местото каде што беа убиени прилепските бранители. Во раните утрински часови, во чест на загинатите херои, делегациите на 8 август ќе оддадат почит на вечните почивалишта на градските гробишта Песиобрце, на ромските гробишта, како и на гробовите на загинатите бранители од населените места Новоселани, Белополе, Ропотово и Пашино-Рувци. Панихидата ќе се одржи во црквата Света Петка во населбата Точила со почеток од 10 часот на 8 август. Напладне на 8 август пред спомен плочата кај споменикот Карпалак, бројни владини, општински, како и делегации од институции, представници на семејствата на бранителите, политички партии, здруженија и граѓани ќе положат свежо цвеќе и ќе им оддадат достојна почит на загинатите херои. Дел од патот градско Прилеп целосно е затворен за сообраќај од вчера 3 па се до 6 август и сообраќајот е пренасочен низ градот Прилеп. Како што информира претходно од јавното претпријатие Македонија Пат, причината се градежни активности на вијадуктот Сарички дол. Поради изведување градежни активности на вијадукт на Сарички дол, кој се наоѓа на државниот пат А1 градско Прилеп, обиколницата на градот Прилеп, државниот пат од раскасницата кај бензинската станица Лукоил до клучката кај бензинската станица Салида ќе биде целосно затворен за сообраќај од 3 август недела од 7 часот до 6 август среда, јавно информираше јавното претпријатие Македонија Пат. Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и управување со комунален отпад соопшти дека од ноќеска на полноќ 5 август стапуваат во сила нови малопродажни цени на нафтените деривати. Според најновата одлука, цените на бензините се зголемуваат, додека дизелот и екстра лесното масло за домаќинство поевтинуваат. Малопродажната цена на Евросупер БС 95 се зголемува за 1 денар и ќе изнесува 75 денари за литар. Евросупер БС 98 исто така поскапува за 1 денар и новата цена е 77 денари за литар. Евродизел БС поевтинува за 1 денар, со што новата цена ќе биде 69,5 денари од литар. Временска прогноза. Времето денеска променливо облачно и нестабилно со локален пороен дожд и грмежи. Наместа процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен пороен дожд за кратко време, над 15 литри на метар квадратен, со силен ветер над 60 км на час и изолирана појава на град. Во Прилеп променливо облачно и нестабилно време со пороен дожд и грмежи во попладневните и вечерните часови. Максималната температура ќе достигне до 29 степени Целзиусови. И утре слично време, променливо облачно и нестабилно со локален пороен дожд, грмежи, засилен ветер и изолирана појава на град. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела, август 2025.